многумина паничат, не знаат да направат разлика помеѓу настинката, грипот и коронавирусот, па затоа решивме на лице место ово утро да посетиме ординација и да разговарам со мојата денешна гостинка Ирина Витановска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро. Дали е страшно, и веќе започнам со настинките, дали е страшно да бидеш настинат и дали луѓето кои што се настинати треба да дојдат на доктор или со тоа на некој начин прават гужва кај самиот матичен лекар и не им даваат предност на оние на кои што треба? Јас би рекла прво само без паника. Затоа што постои разлика меѓу настинка, грип и корона. Ние разликуваме, али би требало и пациентите сами да разликуваат, да не паничат. Значи, ако едно течење на нос или зад над нос, малце грло го боли човекот, тоа е обична настинка. Таа трае 7 дена и уопште нема потреба за било каков антибиотик. Могуќе е само да може да иде на работа, зависи од симптоматологија, колку е тешка, или пак да 1-2 дена одлежи дома и тоа е се. Без икаква терапија. Само имунитет да се зголеми. Значи, препорачуваме витамини, течности, топло да се одмори, да се наспие човек и тоа е тоа. Кај децата многу брзо поминува и нема потреба за било каква терапија и паничење. Дори да има температура, тоа е имунолошки одговор на телото. Температурата го убива вирусот. Значи нема потреба ни од парацетамол. Сега, грипот уште не толку се размартал, меѓутоа грипот почнува изненада, високи температури, црвене човекот, и тоа е вирус исто, али без терапија поминува, само со витамини. Трае 7 до 10 дена, може да има и потешки симптоми, зависи од имунитетот на човекот, или па многу полесни симптоми да помине. Значи, слично е на настинка, грипот, само што е подраматичен. Пожелно е да се јави на доктор, да каже по телефон што му е, како е, докторот ќе му одговори. Нема потреба да трча во амбуланта. Корона има слични симптоми, дури сме имале пациенти кои са направиле анализи, се утврдило корона, а поминало као обична настинка. Така да нема разлог за паника. Треба внимателно и да се соработува со својот матичен доктор. Колку што можеме треба да внимаваме, односно да се чуваме да не се разболиме, да на некој начин да го зајакнеме нашиот имунитет, да не ги напуштаме колку што можеме своите домови, или да не одиме со многу луѓе, но колку да помагаат заштитните маски? Да, многу помагаат. Ние ставаме заштитни маски, али сакаме и пациентите кои што влегуваат да стават маски заради себе, заради нивна заштита. Дури и сега кога е загаден воздух, треба да носи маска надвор. Колку толку ќе се заштити. Ние за време на она загадување 10 дена што беше, имаше многу синузити, дише. Тие загадени честици нормално предизвикуваат синузит. Значи, без паника, само да се знае од каде све потекнува. Јас сум секој пат за имунитет, за јакнување, имуностимуланси, има во аптеки убави препарати, али основно е витамин С да пијат, да јадат овошје, доста течности, да се одморат, да спијат, не само да гледаат во телефони, него стварно да се одмори човек, за да може имунитетот да се обновува. Тоа е начинот. На страна ќе ги тргнам настинките, кога сме болни, пиеме антибиотици. Но добро, некои пијат, но некои пред да станат болни, пијат како превенција. Колку е ова лошо, колку има негативни последици или така наречена антибиотска профилакса? Значи, ние зборевме за резистенција на антибиотици. Бактериите веќе се резистентни на сите антибиотици, превише се даваат антибиотици. Наш народ е многу научен на тоа. Трчаат одма и без антибиотик вика нема да ми помине. Тоа не е точно. Затоа што на вирус не делува антибиотик. Потребно е симптоматска терапија. А антибиотикот да се чува за некоја посериозна инфекција. Утре ќе се дојдеме у ситуација да за обична инфекција ќе умираат луѓе
затоа што антибиотици не делуваат. Благодарам многу за одвоеното време и што не примевте овде во вашата ординација. Молам. Благодарам и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека ова беше едукативен, на еден начин едукативен разговор кој што дефинитивно ни треба за оваа сезона со оглед на тоа дека започнаа сите настинки, грипови, па и кажав на самиот почеток и во текот на разговорот дека присутен е и самиот коронавирус и се разбира доколку забележите некакви симптоми, не земајте лекови на своја рака, туку консултирајте се со медицинско лице или вашиот матичен лекар.